Жаре, добре дојде во најновото издание на емисијата Инфорегион. Баш ме кеф и поздрав до сите што не гледаат. Ова се денови на пивото, денови Да. на фестивалот на пиво во Прилеп. Како се чувствуваш тука, како ги поминуваш овие денови и дали си љубител на пиво? Пијано. Сум љубител на пиво, да ти кажам право, да. И секогаш кога и дали дома, дали со друштво, после работа, си имам обичај да си отворам пивце, да се освежам, да изгледам некој филм. Така што ми е кокец на десетка тоа што веќе втора година работиме на Пиво Фест и посакувам да продолжи соработката. Се надевам дека и Прилеп, и градот, значи и организаторите се задоволни од тоа што го правиме. Дали ја пробав вкусната прилепска скара? Па редовно ја пробувам, да ти кажам, право често ја си Што ти се доаѓам допаѓа на во него? Прилеп. Од све по нешто ја јадам. Знаеш што е работа? Ја уопште не се пазам, пример да речеш нешто. Не, бе, ако ми е нешто кеј го јадам, не сум од тие такви тај се чекај Цезар салата, чекај дај ми нешто патлиџан, пиперка. Не, јадам месо, јадам паста многу. Овде има неколку добри пицерии, кај што прават супер пица. Спомнав често пати сум у Прилеп, често пати одам и на Скара, има многу убави места. Буквално после Скопје, ако видам процентуално, највеќе од времето го поминувам у Прилеп, да ти кажам право. Како ти се допаѓа атмосферата на пивофестот? Одлично е. Мене многу ми се допаѓаат луѓето пред се во Прилеп, бидејќи се за нијанса малку, за нијанса се по, како да речам, во Скопје е малку по тврда атмосферата, малку по нервозни некако се луѓето. Оде во Прилеп секогаш кога ќе дојдам чувствувам дека малку порастеретено е. Не дека како се безгрижни прилепчани и не знам што, да не бидам сватен погрешно, ама понекако убаво се чувствувам кога сум тука и попријатно малку. И имам за среќа супер пријатели тука и навистина гледам и не само за работа, да си дојдам секогаш кога дали проаѓам низ регионов или нешто, така што ми е буквално можам да кажам омилен град после Скопје. Ако те стават главен организатор на пивофест, што би сменил? Па генерално јас се слагам дека има бендови кои што може да прават добра атмосфера, не мора да се турбо фолкери да речеме. Ако веќе спаѓа, зашто не знам, више не има жанр турбо фолк, тоа од каде да знам, све е веќе измешано и сам знаеш. Ама има и такви. Сега пази, организација на ваков фестивал, ја искрено морам да ти кажам дека треба да им се честита на луѓето што го прават, бидејќи се многу малку луѓе што го прават реално. Значи за фестивал кај што кумулативно во 4 дена ти доаѓаат, што знам, некои си 300.000 можеби, значи посетители, ако ги собереме, тоа треба да има многу голема, многу масовна организација. Кога ќе има масовна организација, ќе има и многу повисок професионализам во работата. Но со оглед на ресурсите што ги имаат и бројноста на организацијата, луѓе прават чудо тука, наистина, и треба да Прилеп горцо тоа што го има Пивофест и дај Боже да продолжи да го негува и да го поддржува, мислам не само градот, туку и прилепчаните сами. Сега би сакал да се вратим малку назад, некаде на интернет за тебе прочитав дека си започнал да читаш на 2,5 години. Да. А на 3 години латиница. Да. Што читаш на 2,5 години? Ментален. Читав сега ќе дикам Нова Македонија. Мајка ми тогаш специјализирала, таа е доктор и специјализирала радиодиагностика. А немала кај да ме даде да ме чуваат и ме навикнала, видиш за чудо, да као сега мама ќе учи, ајде и Жаре да учи. И мајка ми чита од книгите радиодиагностика, а јас учам од Новата Македонија. И така сум научил да читам, да ти кажам. Прво буквите, мамо види Ч, види оде Дж, Ж еве, види Ж, Жаре, Ж, и сум почнал некако. А на 4 што правиш? Па продолжила да учи, ама после српски книги учела изгледа. Така некако да ти кажам право, ама ете шо. Не дека има некој фајде од тоа. Во прво деление сум така и сум почнал јас со цела оваа работа. Од тоа што сум читал од многу мали нозе. Во прво деление сум се правил многу паметен на децата. Пошто другиве не знаеле, да речеме, не ги знаеле толку буквите, не знаеле да читаат. И јас сум се нервирал, како можеш ти да не знаеш да читаш, сум им викал таму. И што ми била учителката, значи класна, како и да се викаше, им рекла на моите, одете носете го детево во институција. Одете носете го детево во МТО, има аудиција за детско драмско студио.
Мора негде да ја канализира таа енергија, да не се нервира многу во класот. Сакаше да И така одиш сум во почнал. детско драмско студио? Да. Од каде љубовта кон Много актерството, кејф. кон телевизијата? Па таму фактички ми е всадена, пошто таму почнавме со радиодрами, со први некои такви играни серии, Здраво генијалци беше тогаш. Од тогаш ете многу градоначалници излегува од таа екипа. Видиш, може ја ќе видам следено, кај знаеш. Сега си во контекст со ти градоначалници? Не, Онака како не, се подома што прават? Не. Градоначалник пар неколку само знам, мислам градоначалници, едниот е од Маврово Ростуше, одличен човек, и Маријан од Прилеп исто така одличен човек, други не знам градоначалници. За среќа или жал, не знам што да кажам. Ама така почна целата работа. Која беше твоја прва улога? Прва улога беше да мафтам у Здраво генијалци, вака беше камерата и имаше многу деца, тука беше Билјана Величанец, нешто вајда Владимир Туфи двојче, не знам, нешто правеа веројатно и као они требаше да кажат нешто. И демек овде идат од јавна шпица и пред од јавната шпица јас требаше ова да го направам. И го направи на 6 години. И така започна И кариерата. така тргна од тој момент, да, од мафтањето, ага и уште мафтаме. Инаку имаш завршено? Средно економија бев, факултет новинарство и магистратура маркетинг. Значи од све по нешто удри. Како се Дај што даш, само диплома да е. Како се споја сите тие струки, новинарство, Абе, актерство? економија отидов средно заради брат ми беше економско и искрено сакам економија многу. До ден денес сакам економија многу и пратам, следам, читам. Завршив таму што завршив, немав некоја, сакав ФДУ да одам. Значи на факултет. Во тој момент баш многу и не им беше некоја си убаво периодот за глумците не беше баш многу добар, не се ни игра филмови, значи не се ни снима представи, многу беше слабо, незадоволни беа, им кратеа плати, не знам што, и многу беа депресивни и се сеќавам дека многу од актерија ми вика не си го троши талентот на ФДУ, оди нешто друго, глумец може да биде кој сака. Не му треба диплома или нешто, кој сака може да биде глумец, да застане пред камера или не знам што, или да си крај да си продуцира филм ако собере средства. И така решив да идам на новинарство. Искрено да ти кажам, обично Жалиш? така се смееме. Не. Тогаш се смеевме во групата дека сите сме као луѓе што не сме знаеле кај да одиме. Генерално на новинарство одат таквите, што не се ни за економија, што не се ни за правно, што не се ни за не знам спорт или Ја да ваму. размислим уште 4 години. И ја едно и наслак иде. Знаеш, и така генерално се собравме. Не жалам, не. Не жалам да ти кажам. Сега си водител на најгледаното ток-шоу во Македонија. Како започна таа приказна во А1 телевизија? Па бев работев во А1 ексклузив, тогаш беше таа прва од тој тип на емисии каде што нели имаше еден водител и полно прилози. Ред Карпет беше тогаш популарна на Нова ТВ, хрватската, и кога сакавме да направиме некаков пандан, јас тргнав, иначе многу не тргнав уопште за тоа, бев да не долго на широко работев и во други телевизии. Се затвори Спорт 4, спортска телевизија, таму коментирав надпревари. Чудо. На средна школа коментирав Федерер Надал прво финале тенис во Македонија. Луда работа, не знам како ми дозволиле да ти кажам. И NBA коментирав исто. И француско првенство и УЕФА куп. За кого навиваш? Многу не сум од тие што се палат. Ако некој победува Јувентус да победи, ќе ми биде кејф. Ама и да изгуби, не дека сега ќе се фрлам од тераса. И се затвори Спорт 4 и така тргна целата работа, знаев дека ќе одам на новинарство, бев четврта средно ми се чини или прва факултет така нешто и нај фер без никој ни врска ни ништо си пуштив CV во А1. Онака нит да очекувам, нит мислев дека некој ќе ми се јави, ме побара, ме викна. Ме ставија пред камера, првото нешто што го правев беше фактички спремавме како аудиција за она што после тоа стана 4 сезони готварската емисија, оваа за готвење емисија. И ја бев таму со тавчињата, човече, правев. Тоа ми беше мене видеото прво за да видат како сум пред камера. И они го Знаеш да гледаат готвиш тоа. сега? Вака малку Добар да сум, сериозно, не се знам, стварно знам. Омилен Речи вкус си што се. го готвиш? Полнети пиперки правам бурек, правам со готови кори сега да не дека ги сукам. Се правам, озбилно. Грав знам да направам леки тие глупости, се манџи правам, се. И супер правам дури, одлично. Така бар ми викаат, може ме лажат. И така тргна работа и ми рекоа, слушај, ти супер, добар си, ама ај нешто друго да правим со тебе, бати ли готвење? Кој ќе гледа 19 годишен, 18 годишен како готви човече? И така тргна ексклузивот, тераше малце се презаситив искрено, станав и уредник на ексклузив после тоа и ми беше досадно, едноставно
тоа е, не се пронаоѓа, многу монотонно некако. И ми се правеше емисија. Јас сум ептен американизиран вака како лик и сум пораснат со Конан О'Брајан и Лено и Летерман и стари дури емисии имам гледано Џони Карсон, тој тип на late night ток шоу, да речеме тој формат. И многу сакав тоа да си го правам и крај. За среќа ми дозволија раководство во А1, почнав на А2. Истера таму, продолживме со А1 се затвори и од тој момент сплет на околности направивме продукција наша. Со продукцијата членувавме во еден словенечки бизнис клуб и на еден од тие коктелите ми приде Никола Маџарески, еден супер господин од Скопје, кој подоцна, мислам во тоа време беше на Љубљански млекари директор, и рече зошто те нема на телевизија, прави некои проекти, јави ми се, сакам да те поддржам, гревото е да те нема. И така почна буквално приватно да ја работиме еден на еден, многу прво со и мали средства и скромно студио снимавме во Сити Хол во МКЦ, одеше на Алфа, продолживме на Алфа цели 3 сезони, од сезона на сезона се зголемувавме и се правевме и студио наше, зголемувавме и екипа и сега можам да кажам дека работат едно 35-6 луѓе на еден со се, значи техничари, сценаристи, има петорица и така натаму, имаме собствено студио и тераме уште напред, да ти кажам. Заврши 7-та сезона, Да. очекува 8-та. Да, од есен почнуваме со 8. Колку си задоволен од овие 7 изминати сезони на 1 на 1? Абе, многу работа. Знаеш, тоа е причината зашто нема такви емисии. Многу е тешко приватни поуште помалку. Приватни не ни гледам дека има друга некоја приватна во собствена продукција што си ја работиш. Зошто нема ток шоу во Македонија? Тешко е да работиш. Тешко е, Тешко многу е од тешко. финансиски аспект? Пред или се од тешко финансиски аспект. Телевизија е многу скапа играчка, тоа многу луѓе не знаат. Не е воопшто ефтино да правиш нешто, освен да речеме ваква работа. Сега да си седнеме вака со камера една и да си снимаме, може да се издржи, окей. Ама ти ако аспирираш, имаш амбиции за нешто такво големо, тоа е многу комплициран залак и не секој е спремен да работи, што е популарно сега 24/7. Да се работи, не секој е спремен. Ама ние решивме да работиме така и до ден денес буквално јас пијам во канцеларија, ако ми веруваш и ако ме веруваат гледачите, ја во 8:30 секој ден станувам и буквално до 7:30, 8 навечер не излегуваме од канцеларија или Тешко студио. ли е да се донесат сите тие гости кои што доаѓаат кај тебе? Па веќе не, беше тешко да, ама веќе не, веќе ја знаат, веќе самите и куки да речеме што се промотери на концерти и слично, дури и самиве пејачи више ја знаат емисијата, голем дел од нив били по 2 пати, по 3 пати, така да знам Желјко Самарџич, Владо Георгиев, некои такви, знаеш, биле повеќе пати окей, и веќе самите и си се јавуваат. И викаат, имам концерт во април, ајде да дојдам во март да го промовирам. Дали си задоволен од досега постигнатото? Сум да ти кажам, да, зашто Идни планови не остварена желба? па веќе да ти кажам право покривме многу од тоа што сакавме да покриеме, ништо се шириме понатаму. Земаме сега да речеме за идната година ќе имаме и странски сценаристи. Не само овие македонските, каде што работиме еден многу солиден тим, одличен тим, од искусни пишувачи кои што работат и во агенции, кои што има и тука некои што се бават и со комедија и актери. Сега ќе имаме и еден од Словенија и еден од Србија, значи сценаристи кои што ќе помагаат. Тоа не дека е, не знам, од причината буквално ние едноставно да шарено да биде повеќе. Колку ти учествуваш во создавањето на сценаријата? Па на максимално. емисијата? Генерално да речеме, оној дел што е со гости е комплетно речи си го работам јас и брат ми го работиме. Овој другиот што е дел со скечеви, со монолози, значи стендапот што го правиме, тука помагаат плюс уште четворица. Ама е тим, цел тим е, знаеш, не е далеку од тоа дека нешто сам правам. Го спомна стендапот, докаде си со тоа? Дали ќе имаме наскоро организирање на некој вид на стендап настан? Се уште не. Треба време полека да се работи на градење на таа сцена кај нас, ама ќе си дојде, рано е, знаеш, тоа е многу младо како жанр, да речеме стил на изразување. изразување. Стендап култура, така кажам? Па стендап генерално скапа работа, знаеш, ти треба да платиш 200-300 денари или колку и да е за да гледаш некој како зборува 30 минути, тоа на луѓето едноставно си имаат луѓето други приоритети, знаеш, прво да се прехранат, после ќе гледаат култура или ако ништо друго прво на кино ќе отидат, зашто е сепак малце поевтин тип на ентертејмент. Ова е скапа работа, не може туку така. Знаеш, не е
Треба да се работи на други некои општествени работи, само по себе после ќе си дојде. И стендап и некои други такви жанрови кои што бараат, да речам, малце по саглам општество. Дали за крај може да не откриеш малку од она 8 сезона што би не очекувало? Дали се подготувате ли? Па сега работиме, но овие што ни со врските, бидејќи паралелно со тоа работиме со нашата маркетинг агенција еден на еден и имаме полно клиенти. Гледаме лето од тие работи да ги довршиме, некои што имаме некои кампањи да ги склопиме, што ни се останати и некаде од септември ќе почнеме. Се уште немаме некои конкретни подготовки. Го екипираме тимот, а после ќе видиме дали нешто ќе отфрлиме, дали нешто ќе додадеме, ама уште искрено не знаеме. Не сме мислеле. Многу работа од на одмор, ќе одиш некаде? Ќе скокнам, да, на крај на месецов. Ќе имам 2 недели, ќе отидам, мислам без тоа не можеш. 2 недели колективно одиме, цела фирма, малце да оладиме глава, па да фаќаме после тоа. Ти благодарам на твојот разговор во емисијата Инфорегион. Фала ти и фала на гледачите. Се гледаме.